црковно-училищните општини се црковно-просветни и обществени институции, многу познати, многу значени во македонската национална историја од антика до денеска. Уште од времето на создавањето на првите христијански општини, тие биле предодредени да вршат одделни црковно-просветни и обществени дејности. Најпрво се викале црковни општини, додека се грижеле само за црквите. Но онеј момент кога ќе преземат и просветната дејност, кога ќе навлезат и во порите на училиштата, кога ќе донесуваат учители и учителки во училиштата, тие ќе се трансформираат во црковно-училишти општини. Како помошни институции на црквата, црковните општини и во периодот додека се наоѓале под јурисдикција на Свети Климентовата Охридска архиепископија, имале зачувана известна местна црковно-општинска самоуправна дејност, која се состоела во регулирањето на одделни црковно-просветни, брачни и имотно-наследни спорови и дела. Покрај тоа, македонските црковни училишни општини играле голема улога во решавање на судските спорови. Значи, сега македонското население не зависи од црковната организација каква што била патриаршијата, нели, да ги решава нивните судски проблеми, бракоразводни или други правни поконкретни. Сега меѓу себе тоа го правела општината. Имено се грижеле за умноболните, за здравството. Например, ако имало некој болен човек, тогаш немало развиено здравство, го праќале по некој манастир во Македонија и таму тој се излекувал. Некаде општините биле и банки за македонското население. Тука тие ги чувале своите заштеди. Дури имаме еден случај во Прилеп каде што на еден човек кој што клепал во камбаната, на крајот од кога остарал да му дати пензија. Значи имали и таква ингеренција. Па дури имаме ингеренција затоа што турските власти не се грижеле за македонското население, кога македонскиот народ бил лежел во затворите, турските затвори, тие да се грижат за занданите во тоа време. Да испраќаат рогузини, да испраќаат храна, да испраќаат јумор за оние што лежеле во турските затвори. Со паѓањето на Македонија под османска власт, била зачувана автокефалноста на Охридската архиепископија под чија јурисдикција се наоѓале до тогашните и се создавале нови општини на територијата на нејзината дијацеза. Османските власти не го спречиле суштествувањето и процесот на создавањето на нови црковни општини, ако истите се грижеле за одржувањето на редот и мирот на своите верници во својата територија и ако редовно ги собирале црковните давачки, од кои еден дел се слевал дури во султанската каса. Според османското шеријатско право, законски ополномоштен представник на општините и на народните интереси пред местните османски власти, во меджлис и дарето, еден вид собрание, биле епархиските владици или нивните архиерејски наместници. Меѓутоа, во оние места и населби, каде што немало архиереи и нивни заменици, местните градски, малски и селски општини пред османските власти биле представувани од своји избрани народни представници, тоест милет векили или милет башии. Во повеќе случаи, особено во подоцнежниот период, оваа функција се слеала со председателот на општината, така што местното население пред османскиот меджлис, собрание, било представувано од страна на председателите на општините, што се однесувало на градските и малските општини, односно коџобашија, што се однесувало за христијанските селски општини. Од кога беше укината Охридската архиепископија во 1767 година, тој простор го зазема грчката култура. Како ќе се одвиваат процесите за создавање на грчка држава, тоа веќе влегуваме во политиката на големите сили, така се засилува и политиката на Цариградската патриаршија за емитување на грчка култура на овој простор. На таков начин, начело на епархиите и општините се поставувале патриаршиски грчки владици, архиерејски наместници, икономи и слично. Сега, главниот збор во општините им припаѓал на грчко-влашкото и делумно погрченото македонско чорбаџиство и еден дел од погрчената македонска интелигенција. По формирањето на новите
балкански држави, Србија, Грција и Бугарија, владите на овие држави започнале тајни преговори и планови за поделба на Македонија. Меѓу себе на овој план склучувале договори во која се делала територијата. За ваквата нивна политика која била завземена за Македонија, одговарала и официјалната османлиска власт, која не правела ништо за решавање на крупните социјални, економски и политички барања кои ги имале народите во рамките на нејзините територијални граници. На властите во Истанбул им одговарало да дојде до судир помеѓу православните христијани. Што повеќе православните се не единствени, тоа е подобро за владата во Истанбул. Значи, за Абдул Хамид ние можеме да кажеме се најцрно, или да го наречеме како што го нарекувале црвениот султан, но мора да признаеме дека маестрално ги користел меѓу православните недоразбирања во европскиот дел на Османлиската империја. Подоцна, економски зајакнатото македонско-еснавско, занетчиско и трговско граѓанство и интелигенцијата, новите чорбаджии, во крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век постепено пројавувале стремежи да го истиснат од употреба грчкиот јазик во црквите и во училиштата, потоа да се спротивстават против злоупотребите и корупцијата на грчкиот висок клир, па во таа смисла побарале нивно заменување со месни владици. Во Македонија има голем број цел синџир на панагјури или на саеми. Многу познати се, например, Прилепскиот, Струшкиот саем, исто така Серскиот саем, некои се од нив меѓународни. Македонија во тоа време е суровинска земја, има житни производи доста, има и многу стока. И, например, познати се трговците на така наречен сахтијан, а тоа е велур, козја кожа, која што се продава во Лајпциг. Во Лајпциг има цел синџир на трговци. Најпосле се ангажирале да се еманципираат од екуменската црква и да ја возобноват автокефалноста на Охридската архиепископија како своја матична македонска црква. Сето тоа, впрочем, произлегувало и како резултат на конкурентската борба за преземање на пазарот меѓу македонското граѓанство од една страна и грчко-влашката буржуазија од друга страна. Тоа чорбаџиство, кое што се јавува во градовите на прво место, а до одредена мерка преку големите сточарски фамилии во различни места, како што е, например, и Ѓурчин Кокалевски од Кокале, од Лазарополе, кој што има 10.000 овци и така натаму. Чорбаџијата Мицко од Струмичко, например, или други во другите земји, почнуваат синовите да ги праќат да се образуваат. После завршување на средно училиште одат по европските универзитети. Например, има многу рано македонци, млади македонци кои што студираат во Атина, студираат во Јанина. Понатаму има студираат во Падова, например, имам сретнато евидентирано медицина кај што студираат. Понатаму студира, например, еден Антон Драндар од една велешка фамилија, правни студии во Лондон. 1836 година и после тоа ги завршува студиите. Има македонци студенти кои што студираат во Киев, во Русија и слично, и сите тие ги носат тие идеи, така да се каже. На таков начин, овие црковно-просветни движења се трансформирале и добиле национална содржина. Тоа се манифестирало преку стремежот за навлегување и преземање на црковните општини, дотогаш во компетенции на грчките патриаршиски владици и конзервативниот македонски чорбаџиски елемент. Во таа смисла, веќе економски зајакнатото македонско граѓанство и интелигенцијата во иднина не се задоволувале да бидат само полномошници на грчките архиереи и ереи. Тие претендирале на полна власт во општините, во училиштата и воопшто црковно-просветниот живот. Во таа смисла, започнале се помасовно да градат цркви, да отвораат народно-општински училишта во кои наставата се изведувала на народен мајчин јазик и бесплатно.
и се јавува еден период се до источната криза до 1875 година до 1880 година, каде што македонското еснавство, а тоа се занаечиите трговците или македонската чаршија, може да издвои средства и она е поттикната да го подкрепи училишното дело, да создаде општини каде што ќе се консолидираат интересите на граѓаните и на местното население и започнува еден процес на народна просвета. Токму на тој простор почнува не само диференцијацијата меѓу граѓанството, кој што си има своји задолженија, или да создава приход, или да создава профит и да обезбеди определен простор на пазарот или во општеството. Меѓутоа, работите се одвиваат на тој начин што луѓето сваќаат дека мораат да излезат на пазарот со нешто што е потребно, од корист. И така доаѓаме до првите учебници или првите книги напишани на македонски народен јазик. Значи, до тогаш се уште тесно регионално затворено македонското граѓанство и интелигенцијата излезот од борбата за еманципација од екумената и елинизмот, а за возобновување автокефалноста на Охридската црква, го барале во рамките на своите црковно-училишни општини. Во таа смисла, успехот на борбата зависел од економската моќ на македонското граѓанство и развитокот на црковно-училишните општини. Меѓу младото македонско еснавско, занечиско и трговско граѓанство, особено она што дошло од село во град и кое го зачувало својот словенски патриархален и традиционален мироглед од една страна, и старите чорбаџии и немакедонската буржуазија од друга страна, се повела жестока борба, која завршила на тој начин што поголем број од црковно-училишните општини во Македонија се помакедончиле, и тоа по пат на преземање на старите патриаршиски или создавање на нови општини. На таков начин, овие општини попримиле типично македонски белег и карактер. Значи, младото македонско граѓанство, регрутирано повеќето од доселените селани и посиромашните граѓани по градовите, економски веќе достаточно зајакнато, станувало обединителна алка на македонскиот народ, околу кого се групирале они општествени сили кои организирано се спротивставиле за еманципацијата од општествено-економската и културно-просветната зависност на екуменската патриаршија и воопшто од елинизмот. Поведената пак борба за ликвидирање на зависноста и влијанието на грчката патриаршија водело кон црковно-просветно и културно осамостојување на македонските црковно-училишни општини, а со самото тоа и кон национално осамостојување на македонскиот народ. Тоа секако произлегувало и од османското шеријатско право и воопшто милет системот, според кој народ што се здобил со независна црква, на тој народ му се признавала и неговата национална посебност, народност, односно милетот. Кон средината на втората половина на 19. век, балканските соседи воделе жестоки борби за свое влијание во Македонија. Соседните буржуаски држави развиле пропагандни борби, ангажирајќи се да добијат што повеќе своји позиции меѓу македонското население. Сите соседни верски и политичко-национални пропаганди настојувале да докажат дека Македонија е нивна земја и во таа смисла упорно се бореле да ја освојат. И особено во оние делови на Османлиска Македонија, каде што Грција имала интерес, немал грчко етничко потекло. Биле македонци, биле власти, понекогаш и мал број на православни албанци, и токму тоа придонесувало Грција повеќе финансиски средства да фрла во Македонија отколку во другите области на Европска Турција, со цел дел од тоа население да го придобија за грчката кауза. За да се действува на просветен план, што всушност било и почетна точка за остварување на своите претензии во Македонија, овие балкански држави пред се требале да действуваат на планот на црквата. Ова, како предност го имала Грција, бидејќи со призната црковна организација која ја имала во рамките на Османлиската империја, односно патриаршијата, таа не само на црковен план,
успешно делувала и на полето на просветата, бидејќи како призната црковна организација нели во рамките на Османлиската империја. Дури во првата половина на 19-тиот век, еден мал дел од македонската интелигенција, како што се Димитрија Миладинов, Григор Прличев, Јанаки Стрезов, Кузман Шапкарев и други, се школувале во грчки просветни институции и во прво време биле искористени за елински учители. Во границите на Македонија првите училишта се спомнуваат некаде кон крајот на 17-тиот век и тоа во градовите Костур, Кожани, потоа Воден, Мелник, но не работеле со таков интензитет како што ќе биде по формирањето на грчката националистичка држава. Во тоа пред се им одговарале и политиките на грчките влади, кои сега поагресивно настапуваат во своите планови за завладување на територијата на Македонија, представувајќи, односно служајќи се со историјата како Македонија, која била дел од Византиската империја, представувајќи ја како грчка, која со текот на времето, со доселувањето, односно на словените, го прифатиле словенскиот јазик, а всушност низ нивната политика провејувало дека македонците по етничкиот карактер биле грци. Така, добро организираната грчка пропаганда во Македонија во новите и погодни услови основала конзуларни и разни други друштва, силогоси, се со цел да ја шири грчката писменост, влијание и култура. Во 1861 година во Цариград бил формиран еден силогос за ширење на грчката писменост и тој ќе отвори своји клонови во Османлиска Македонија, таму каде што сметале дека треба повеќе да се работи на заштита на грчките културни и јазични интереси. Меѓутоа, многу поважен според мене е формирањето на атинскиот силогос за ширење на грчката писменост во 1869 година. Тој силогос ќе биде формиран со одобрение на самиот грчки крал Георгиос I. Зошто сметам дека е многу поважен? Затоа што грчката држава многу поголеми финансиски средства за ширење на грчката пропаганда ќе дава преку овој силогос, отколку преку Цариградскиот силогос кој што бил под контрола на патриаршијата и на тамошните фанариотски кругови. Меѓутоа, во последните децении на 20-тиот век, грчката пропаганда започнала да го губи теренот на дејствување. Главната причина била грчко-турската војна во 1897 година, која влијаела во поместувањето на дотогашните позиции на грците во Османската империја, вклучувајќи ја и Македонија. Српската пропаганда во Македонија била далеку послаба во споредба со грчката и бугарската. Тоа главно произлегувало од фактот што србите немале црковна институција во Македонија и според османското шеријатско право не можеле да сметаат на одделен српски милет во земјата. За ширењето и на тамошното проникнување на српската просветна пропаганда во Македонија заслуга имаат врските на кнежеството Србија со македонските црковно-училишни општини. По грчката просветна пропаганда се пројавила српската просветна пропаганда и покрај немањето на црковна организација која действувала во Македонија или одобрена од страна на официјалните османлиски власти, по формирањето на националната српска држава, односно српското кнежество, започнуваат и интензивните насоки и действување на оваа пропаганда на територијата на Македонија. Освен тоа, доста македонци се школувале во српските учителско-богословски училишта во Србија. За таа цел, преку отворањето такви училишта бил основан во 1878 до 1869 година Одбор за училишта и учителите во Стара Србија и Македонија со цел да ја намамат македонската интелигенција да се школува во Србија. Преку контактите со македонските трговци, кираџии, печалбари и општините биле испраќани во Македонија пари, книги и се она што било неопходно за да започне со работа едно училиште. Подоцна во Белград бил основан просветен одбор, а потоа Друштво Свети Сава, се со цел да се подготвуваат идни кадри за пропагандни цели во Македонија.
Ваквата активност на српските учители на територијата во Македонија е означена како дејност на српски училишта, што е сосема погрешно, бидејќи, веќе споменав, тоа биле само учители кои биле повикувани од страна на македонските општини и работеле најповеќе до 3 години, бидејќи според тоа колку дали биле задоволни од финансирањето, условите на живење, тие набрзо и си заминувале. Пресвртница во училишниот систем на српските училишта во Османската империја настапил во 1897 година по добивањето дозвола за отворање на српски училишта во Битолскиот и Солунскиот вилает, кога започнало со основањето на српско-македонски црковно-училишни општини и кога српската пропаганда се изборила за отворање своји конзулати и владички достоинства во Македонија. Населението било свесно, барем оние интелектуалци кои се школувале надвор од територијата на Македонија, дека кои биле јасните цели на српската политика за навлегување на просветен план и преку училиштата и учебниците кои се дистрибуирале, да се србизира македонското население. Иако на почетокот и настапиле со паролата со македонскиот, односно со читанката напишана на 2/3, преку тоа македонизирање, односно македонизмот, да го привлече македонското население. Најсилна туѓа пропаганда во Македонија била екзархиско-бугарската. Почетокот на таа пропаганда се совпаѓа од периодот на заедничката антипатриаршиска и антигрчка борба на двата народи, бугарскиот и македонскиот. Веќе кога се појавува бугарската екзархија на историската сцена, иако по документ само требаше да биде Велешката епархија, значи Македонија остана на страна, меѓутоа султанот беше принуден заради тој издаден документ да дозволи референдум на македонското граѓанство дали ќе се приклони кон бугарската екзархија или ќе остане во рамките на Цариградската патриаршија. Значи тоа беа опциите. Значи не постоја опции за да се даде шанса на македонското граѓанство да ја возобнови Охридската архиепископија. Борбите на македонскиот народ и борбите на бугарскиот народ за создавање на автокефална црква се слејала за создавање на бугарска национална црква, екзархијата, создадена на 28 февруари 1870 година. Со создавањето на бугарската екзархија, само една епархија од Македонија влегла во составот на бугарската екзархија, тоа е Велешката епархија. Македонската граѓанска класа, откако не успела да ја возобнови својата Свети Климент во Охридска архиепископија како македонска православна црква, а не сакала понатаму да остане под юрисдикцијата на образнатата грчка патриаршија, која што во кој се негувал грчкиот, што го познавала грчкиот јазик и грчката богослужба. Тогаш поголем број од македонското население ја прифатиле бугарската црква како своја црква, како словенска црква. Иако голем број од македонското население побарале таа да биде Охридската архиепископија, седишето на таа бугарска екзархија да биде или градот Солун или градот Охрид. Но бугарската буржуазија се изборила седишето на таа црква да биде во Цариград, затоа што најмногу преку Цариград можела да делува таа црква бугарска да биде врз епархиите во Бугарија, но и врз епархиите во Македонија. Во 1882 година постои барање од страна на македонските општини самите да се изработат еден устав. Тоа е предлог на Солунската општина, која што барем до тој момент вклучува во себе луѓе кои што се со особен сенс за македонските потреби. И тие бараат да се создаде таков закон кој што ќе ги обедини македонските општини и ќе обедини работата и ќе имаат преведено на денешен јазик еден закон за локална самоуправа. Меѓутоа тоа не го дозволи екзархијата. Сваќаше дека на тој начин нејзеки се стесни просторот за влијание и контрола на македонскиот простор. Кон средината на 19-тиот век во Македонија своји позиции зазела и римокатоличката пропаганда, протежирана од католичките мисионери од орденот на лазаристите од Франција и од Австро-Унгарија. Католичките мисионери во Македонија делеле бесплатни книги и давале пари во вид на помош.
Тоа возможило во Македонија да се основаат унијатски црковно-училишни општини, цркви и училишта и католички семинарии. Кога се јавува во Македонија така наречено унијатското движење или формирање на посебна македонска црква, со идеја да се обнови Охридската архиепископија, бидејќи бугарската екзархија што е формирана се покажала како националистичка врз бугарска основа, која што сака да го шири бугаризмот во Македонија и од македонците да прави бугари. И се јавува едно движење да се обнови Охридската архиепископија под црковна хиерархија на папата, на католичката црква. И тоа движење е многу големо. Петко Рачов Славојков оди по сите градови низ Македонија и вели дека хидрата во Македонија игра во сите места, не само во еден или друг град. Предводат тука Велешани, таму дури го истерале физички него. Меѓутоа, тука не заостануваат дојранчани, тука малешевци, начело со Димитар Попгеоргиев, Ахзаров има еден од Дојран, конјоводците или водачите се тие и дека треба во даден момент да се нанесе удар, меѓутоа зад нив се Кукушко, Костурско, Воденско, Ресенско, Прилепско, па и Скопско и слично, што значи дека цела Македонија веќе е тргната по тој пат и ќе мора да се интервенира од високо место, пред се мисли на Русија и на рускиот представник во Цариград, за да се спречи таа голема опасност ако случајно вели Нил Изворов, кој што како представник на унијатите или на католичката црква дојде со ферман, со одобрение од султанот за формирање на таа посебна црква на македонците, тогаш ние ќе треба да кажеме збогум Македонија. Протестантизмот во Македонија го ширела мисијата од конгрегационалистите, главно од Соединетите Американски држави. Своји позиции протестантизмот фатил во источна и централна Македонија. Биле основани протестантски црковно-училишни општини, училишта и друго. Покрај тоа, во Македонија своји позиции фатила и романско-влашката пропаганда. Биле отворени влашки училишта и основани влашки црковно-училишни општини во Битола, Маловиште, Гопеш, Крушево, Прилеп, Велес и така натаму. Секако дека дејноста на туѓите пропаганди штетно се одразила за натамошниот подем на македонската национално-ослободителна борба. Тие го разбивале националното единство на македонскиот народ, толку неопходно за успешните борби против неколкувековната борба против османскиот иноверен поробувач. Во таа борба, во прво време македонскиот народ потпора наоѓал во зајакнатата и самостојна дејност на македонските црковно-училишни општини. Во 60-тите и почетокот на 70-тите години на 19-тиот век, македонското граѓанство и црковно-училишните општини речиси во сите македонски градови и поголеми села ја откажале послушноста на патриаршијата и на нејзините владици во Македонија. Тоа секако подразбирало одбивање да им се плаќаат понатаму црковните давачки на екуменската црква и на нејзините владици, да се спомнува името на Вселенскиот цариградски патриарх и епархиските архиереи и друго. Во повеќето македонски градови и во поголемите села, национално осознаеното граѓанство, интелигенцијата и поимотното селанство ја презеле власта во дотогашните патриаршиски општини или пак, ако во тоа не успевале, покрај нив создавале своји македонски општински институции. Во една таква констелација на односите веќе е потикната до голема мерка просветната, училишната дејност сред, на прво место сред граѓанството, меѓутоа со време и во селата, подкрепена од македонските чорбаџи, започнува таа просвета на народен јазик. Има некои индикации, например, кога родителите ги слушат на завршните испити своите деца,
како што вела, скокат од радост, бидејќи ги разбираат што пишуваат книгите и што научиле, бидејќи сето тоа на сопствен јазик се јавува, за разлика од претходно кога прашувале кај учениците што пише во книгата, кога тие биле на грчки јазик или на некој друг јазик. Друг еден помал дел од македонскиот народ и црковно-училишните општини, кои не успеале да се ослободат од патриаршиската юрисдикција, преминале во унија со Римокатоличката црква, а помал дел ја прифатиле протестантската црква, што во тоа време се сметаше за радикално средство за еманципација од елинизмот. Вредно е да го истакнеме во тоа време успехот на граѓанството и интелигенцијата во Полјанско-Кукушката епархија во изборот на Партени Зографски за прв македонски епископ по укинувањето на Охридската архиепископија на територијата на спомнатата епархија и воопшто во Македонија. Според османското шеријатско право и милет системот, отцепените од патриаршијата македонски црковно-училишни општини не би можеле самостојно да обстојуваат и действуваат, поради тоа што македонскиот народ се уште не се здобил со црковна самостојност. Меѓутоа, османската власт ја толерирала нивната автономност и дејност, особено што тие, како што веќе констатиравме, делувале како организирана црковна власт, со тоа што ги собирале црковните давачки во компетенција до тогаш на патриаршијата и на нејзиниот клир. Покрај тоа, општините поставувале свештеници распоредувајќи ги по парохии, кои богослужбата ја изведувале на црковнословенски јазик. Па дури подосна кога ќе се основаат во Штип, а подосна во Прилеп педагошко-богословски училишта, и тие биле во компетенција на црковно-училишните општини. Општините наоѓале учители и учителки, тие материјално ги издржувале и ги плаќале учителите и учителките и се грижеле за предметите кои што тие ги предавале. Па дури имаме еден пример во Прилеп, кога дошла една учителка затоа што пушела, а претходно била и оставена жена, била без маж. Прилепчаните, конзервативните прилепчани се лутале како тоа жена која што пушела цигари во наставничката канцеларија, а при тоа немала ни маж, можела да ги воспитува девојките во Прилеп. Значи, во борбата за еманципација од грчката патриаршија, македонските црковно-училишни општини постепено ги презеле прерогативите од грчките владици, ја презеле врз себе грижата за задоволувањето на сите погоре спомнати компетенции и потреби на своето членство. Во екот на најжестоките антипатриаршиски црковни и национално-ослободителни борби, кога голем број од македонските црковно-училишни општини веќе се еманципирале од патриаршијата, истите се самоуправувале, како што веќе констатиравме, се поврзувале меѓу себе и заемно си помагале. Се разбира дека се задржала известната форма на локалното меѓусебно поврзување на општините и понатаму, но сега во нови услови, градските, маалските и селските општини пристапиле кон повисока фаза на здружување на епархиските или реонските околиските општини. Во таа смисла, манифестациите на меѓусебното поврзување и помагање на македонските општини секако ја наметнала потребата од создавање на македонска национална црква. За да се стигне до тој повисок степен, било потребно да се издигне една централна македонска општина која би станала хегемон на сите останати македонски општини. Поради дотогашната поврзаност на македонските општини со македонската колонија во составот на Цариградската бугарска црковна општина, во која впрочем да споменеме дека еден добар дел биле македонци, која од страна на бројната и економски посилната бугарска буржоазија и интелигенција се повеќе се насочувала во правец на создавање на бугарска национална црква, екзархијата, прикажувајќи ги на таков начин напорите и борбите на македонскиот народ за своја црковна хиерархија како желба за создавање на бугарска црква,
така што интересите на македонскиот народ се нашле загрозени. Така да во 60-тите, 70-тите години на минатиот век, најголем број од македонските црковно-училишни општини и градските и селските се обединувале или барале совет, барале помош од Солунската црковно-училишна општина, како понатаму да делуваат, како понатаму да се емансипираат од Црградската патриаршија и од другите пропагандни дејности, пропагандни институции во Македонија. Имаше случаи во градот Воден, колку да го споменам, кој што сакаше да има учебници изработени по нарачка од учители кои што ќе ги одбере општината. Тоа екзархијата не им дозволуваше. Мораше да се учи нешто што е напишано во кнежеството и да се имитува меѓу народот. Покрај тоа, во ова време се забележува поврзаност и заемна врска на македонските градови, граѓанството и интелигенцијата и македонските црковно-училишни општини со светогорските манастири, особено со Зографскиот манастир. Тоа доаѓало оттаму, што Зограф представувал еден вид замена за изгубената црковна автокефалност. Тоа значи поврзаноста на македонските црковно-училишни општини и воопшто на македонското граѓанство со Зографскиот манастир на одреден начин ја пополнувал таа празнина, а во исто време духовно го хранел македонскиот народ за да може да одолее на црковно-просветните и национално-пропагандните дејности на соседните буржоазии и пропаганди, а да го негува својот национален идентитет и во поволни услови или моменти да ја возобнови автокефалноста на Охридската архиепископија како македонска национална црква. Со меѓусебната поврзаност на македонските црковно-училишни општини со Солунската централна општина, со македонската колонија во Цариград и со Зографскиот манастир, се повеќе созревала идејата за возобновување на автокефалноста на македонската православна црква преку возобновувањето на Охридската архиепископија. Македонските црковно-училишни општини се вистински народни установи, мощне потребни во времето кога македонскиот народ не поседувал признат државно-правен и црковен апарат, избрани од самиот народ, произлезени од самиот народ и задолжени да се грижат и управуваат со црковно-училишните и општествени потреби на народот, тоест со народните работи. Ќе кажам дека тие се најзначени клетки во македонската национална историја во моментот кога во Македонија сме немале држава, но сме немали црковна институција откако била укината Охридската архиепископија. Оттаму општините станале основен стожер и двигател на целокупниот општествено-политички живот на македонскиот народ. Како единствени општествени самоуправни институции, изградени на демократска основа, регулирајќи ги своите насушни народни потреби, врз основа на црковното и обичајното право, особено во отсуство на самостојна држава и автокефална македонска црква, црковно-училишните општини за македонскиот народ представувале едно вистинско народно собрание или еден неофицијален парламент, како што ќе ги нарече основоположникот на ВМРО Петар Попарсов, каде што тој се собирал и ги задоволувал своите духовни, обредни, просветни, културни, општествени, но подоцна и национални потреби. Покрај сето ова, општините представувале најефикасни и најсилни институции во борбата против туѓите хегемонии и другите надворешни посегнувања и аспирации врз Македонија. Накратко речено, се создаваше амбиент, без разлика дали доаѓа од патриаршијата или од екзархијата, еден определен воспитаник, онаа култура која што ќе ја прими, по пат на таа култура да емитува несакање да живее во постоечкиот систем османлискиот и да бара нови политички граници, односно поклопување на културните со политичките граници. Тоа е фактички суштината и во однос на црковно-училишните општини, тоа е во однос и на просветителството. Во таа смисла, општините внимателно се грижеле за благосостојбата на својот народ и за напредокот на своето местно, црковно-училишно и културно дело. Македонските црковно-училишни општини представувале верен толкувач и изразител на сите настани на своето местно население во доменот на задолжувањето на неговите духовни, просветни, културни,
обредни и други слични потреби, желби и идеали. Македонскиот народ, верен на своите православни норми и канони на живење, во отсуство на своја автокефална црква, во црковно-училишните општини наоѓал свое духовно спокојство, свој најдобар природен заштитник на својата самобитност, најдобар хранител на своите духовни, просветни и културни потреби. Значи, општините на одреден начин представувале замена за изгубената народна хиерархија, црква, па и држава во повисока смисла на зборот. Секако дека прегледот за појавата, развитокот, дејноста, структурата и компетенциите на македонските црковно-училишни општини, особено по нивното осамостојување и еманципирање од Цариградската патриаршија кон крајот на 60-тите години и почетокот на 70-тите години на 19-тиот век, можеме да подвлечеме дека тие делувале како автономни и самоуправни македонски институции и покрај постоењето на официјалната османска власт. Од бројните примери што се собрани за разностраната и богата дејност на општините, произлегува согледувањето дека македонскиот народ, собран околу своите црковно-училишни општини, се повеќе ги напуштал строгите црковно-феудални рамки во решавањето на црковно-училишните и општествените проблеми, спроведувани дотогаш од османлиите и од Цариградската патриаршија, и се свртувале кон регулирање на сите општествени проблеми за кои османската власт малку била заинтересирана. Тоа го согледуваме преку бројните црковно-просветни и општествени дејности на црковно-училишните општини, каде што македонскиот народ од повеќе градови и села создавал норми за нивно регулирање кои се речиси идентични за разлика од нормите на соседните земји и пропаганди. Ова секако се темели на македонското црковно и обичајно право, на македонскиот национален идентитет и сведочи за самостојниот развиток на македонската национална мисла низ вековите.